Здраво, ова е 25-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Avec l'amour на Илија Цветковски, а Со љубов е документарен филм во кој станува збор за сонот на пензионираниот професор по биологија Дионис Пашлаков, кој сака да направи музеј за своите стотина олтајмери во Неготино. Од броењето на автомобилите и запознавањето со текот на колоквијалниот ден на професорот, гледачот преку објективот станува едночасовен жител на оваа животна приказна која ја екранизираше Илија за Дионис, човекот со пасија кон автомобилите. Тој нив ги третира како живи битија, со оглед на тоа што жал го фаќа ако некој незгрижен автомобил заврши на отпад, ги дотерува со евидентно задоволство и со сласт ја води сделката за преземање на невозливите коли. Нивниот спасител ја има колекционерската чивија, која страстно ја изведува, што за некого може би ќе изгледа на здрав или нездрав начин на практикување на ова уникатно хоби, но несомнено дека во посветеноста на главниот лик лежи детерминираната универзална порака на филмот. Доколку погледнеме низ привидот на колекционерската завист, ќе забележиме личност со исправни морални и етички норми, но извориштето на хумористичната доза на филмот може да се посочи дека извира од табиетот на самиот Дионис, односно од неговата харизма која невозможно е да не ја улови објективот, додека тој се глуми себе си во улогата на својот живот, барајќи вересија од својата сопруга, што сугерира дека снимателот имал отворена врата да продре до интимата на предметот на филмот. Човекот вреди онолку колку што самиот ќе остави за себе во животот, а колекционерот во филмот е носталгичар по одминато доба. Тој всушност е збирач на минатото со јасна индикација дека музејот со неговите автомобилски артефакти го користи за да ги овековечи спомените, со цел да не ги проголта зборовот, сведочејќи за нечија истрајност и пожртвуваност за негово комплетирање. Кога еден мал човек ќе се облагодари со поголема визија од обкружувањето и се впрегне во таа сизифовска исполнителна мисија, нужно е да се судри со малограѓанштината, односно огромниот број на предрасуди и малоумности кои потекнуваат од околината, која не верувам дека од прва сеопфатно го разбрала и го поддржала во исклучителната иницијатива Дионис без подсмев. Забележуваме во филмот дека и институциите не се преентузијастички настроени, односно не се волни и желни да му подпомогнат наместо да му одмогнат за пристигнување до неговата макотрпна цел, која на крајот на денот е културно наследство на Неготино, воочливо по изложувањето на автомобилите пред јавноста на плоштадот, надпреварувајќи се Дионис против часовникот. Неискористена туристичка атракција е овој културолошки феномен на мечтателот. Филмот е работен по стандардите на Cinema Verite форматот, на моменти наликува на Fly on the Wall, посебно во секвенците во кои европскиот натурализам ги впрегнува снимателите на рака да ги следат авантурите на возбудениот колекционер, кој е во полет да зграби нова авантура. Епилогот е збогатен со катарзичен кадар, кој има моќ да го разнежни и најкаменото гледачко срце, со човечноста на безрезервниот гест, подарок кој за човекот што макотрпно ја гради својата колекција е трогателен и неочекуван чин. Филмот ме иницира да го поставам прашањето дали има простор за една позитивна приказна за огромниот успех на локалниот евримен, Дон Кихот од Неготино, во овој суров и бездушен капиталистички свет. Инспирационен е филмот и можеби повеќе би сакале да дознаеме за раѓањето на пасијата на Дионис кон авионите, која е начната во филмот, зашто и да не се спроведе една мала македонска турнеја на возливите автомобили. Се сомневам дека гледачите кои во првите минути нема да се фатат на јадицата за екстравагантниот подвиг на Дионис, ќе им биде тривијален филмот и нема да истраат до самиот крај, се разбира доколку бараат Searching for Sugarman од Avec l'amour, што само по себе е погубно за секој гледач. Не само што е забавен, филмот е и едукативен, но дидактички подучува на човечките мерила. Игривите фолтин наменски се ангажирани околу саундтракот на филмот и соодветен е изборот за уловување на темпераментот на Дионис во петтолинија.
Активно живее филмот на светските филмски фестивали и странската публика се запозна со микрокосмосот на Дионис и Гоца. Илија Цветковски претходно го работеше краткиот игран филм Душан и има работено видеопродукција, но очигледно дека и документаристиката му е при срце за откривање на уште една особеност на човечкото постоење. Avec l'amour е документарен филм кој не подучува да останеме верни на состојаните сни и стремежи и секој ден да се обидуваме да ги отелотвориме и да не ја загубеме вербата во нив, колку и да е трневит патот исполнет со препреки. Никој друг нема да ни ги изоди. Ако морам да го евалуирам филмот, тогаш од мене Avec l'amour има 3,5 од 5. Доколку ви се допадна 25-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!